–2021, во знакот на пандемијата, политичките турбуленции, локалните избори, слика која може да се препише и на локално ниво. Годината која изминува за Струмица почна со големиот пожар на градскиот трговски центар Глобал. Изгореа 20 деловни простории, направена е штета во милионски суми. И по речиси година време, одговор како се случи големата несреќа, кои беа причините, нема. Се собраа донации од институции и поединци за неколку месеци, градскиот трговски центар Глобал пак почна да функционира. Но целиот случај isfrли многу прашина и прашања кои се уште остануваат енигма. Крајот на зимата и почетокот на пролета почна вакцинацијата против COVID-19 во земјава. Скопје беше централното место каде граѓаните од сите општини се упатуваа на вакцинација против COVID-19, за да од април почне и во Струмица, пошто набрзо се отвори регионалниот пункт во Никола Вапцаров. Во овој период се воведоа повеќе рестриктивни мерки за граѓаните како заштита од коронавирусот, кој предизвика турбуленции во економијата. Ги поттикна струмичани на протести кои не се согласуваа со дел од мерките воведени од страна на владата, како носење заштитни маски или пак ограниченото движење на невакцинираните лица. Летото беше во сенка на пандемијата, но и можните кандидати за локалните избори. Двете најголеми политички партии ги isfрлија кандидатите за градоначалници во 10 општини од регионот. После изборите се променија дел од градоначалниците, но и мнозинството во советите. Ако до октомври СДСМ имаше доминацијата во сите 10 општини од југоистокот, после октомвриските избори претрпеа пораз во 6 од општините. Опозиционата ВМРО ДПМН победи во Гевгелија, Радовиш, Кончено и во Струмичките, Василево, Босилово и Новосело. На овие избори советнички столчиња добија и независни советници, но и советници од други политички партии, коалиции и граѓански иницијативи. СДСМ остана доминантен во Струмица, Валандово, Богданци и Дојран. Новите политички поместувања на локално ниво донесе турбуленции на македонската политичка сцена. Опозиционата ВМРО ДПМН, осоколена од последните изборни резултати од локалните, не успеа да ја собори власта на СДСМ и ДУИ. Премиерот Зоран Заев поднесе оставка што од функцијата претседател на владата, но и од партиската челна. Димитар Ковачевски е човекот кој ќе мора да состави нова влада и да ја предводи државата во 2022-та, која и понатамо се соочува со здравствена, економска, а во последниот период и со енергетска криза.